Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Групата 7 денеска има специјална телеконференција на која ќе се дискутира за влошувањето на должничката криза на еврозоната. САД ќе бидат на линија заедно со Канада, Јапонија, Британија, Франција, Италија и Германија. А од домашната сцена, одовде, еве што прави наслови денеска. Американската државна секретарка Хилари Клинтон го обнови повикот Русија да ги повлече своите сили од Абхазија и Јужна Осетија во Грузија. Таа на ова се осврна кога се сретна со грузиските лидери во одморилиштето Батуми на Црното море, рече дека САД остануваат поддржувачи на суверенитетот и територијалниот интегритет на незиниот домаќин. За нотирање и вчерашното изразување загриженост за ескалирачките тензии на границата меѓу Ерменија и Азербеџан на незиниот прв ден од патувањето во Кавказскиот регион. Денес е важен ден за Висконсин, американска сојузна држава на Средниот Запад, зашто граѓаните гласаат за отповикување на гувернерот. Ова е историски настан, практично невидено. А зошто се случува? Затоа што Скот Фокер, републиканец, инсистира на ограничување на правата на работниците со елиминирање на нивните преговарачки права. Оклахома Тендерс е првиот тим кој извојува победа на гостински терен во финалните надпревари од западната и источната конференција. Ниту 34 поени на Ману Гинобили не беа доволни за победа врз разиграниот тим од Оклахома, кој го предводеше двоецот Кевин Дурант со 29 и Расел Вестбург со 23 коша. Спурс загубија со 108 спрема 106. Следниот меч се игра во Оклахома. Вечерва во финалето на источната конференција играат Мајами Хит, Бостон Селтикс. Мечот се игра во Мајами, а серијата за сега е мртва трка, 2:2. И блокот вести го завршуваме со слики од преку океанот, од спектаклот по повод одбележувањето на 60 годишнината на престолот на кралицата на Британија, што го фасцинираат светот. Непрофитна организација што им помага на младите во ризик и без покрив над главата, неодамна доби подарок – дотраена и напуштена куќа. Групата, позната како Саша Брус Јутворк, неодамна започна проект за трансформирање на оваа куќа во безбеден дом за тинеџерите бездомници, како еден начин за справување со проблемот. Работата на реновирањето на оваа куќа стана проект на Американскиот институт на архитекти. Преку 100 негови членови кои во градот се на нивна годишна конференција, станаа и екипа на волонтери. Гвен Берлекамп од Охајо вели дека нивниот труд има кауза. Кога ќе направите подобрување во општините, тоа има домино ефект. Луѓето кои живеат таму стануваат посреќни. Работата на куќата е започната пред неколку месеци. 19 годишниот Кевин Вајнс е еден од екипата што таму работи. Учам столарски вештини. Многу ја сакам дрвенаријата. Кевин во Јут Билд почнал по напуштањето на средното училиште, кога немал никакви приходи, имал проблеми со законот. Неговиот тренер Маркус Брус е горд од досегашните резултати. Кевин покажа голем потенцијал. Очекувам да постигне многу во оваа програма и во кариерата. Директорката на Саша Брус Јутворк, Деби Шор, вели дека ова е повеќе од реновирање куќа. Градиме односи што прави огромна разлика во животот на младите. Том Шел е архитект од Флорида. Во кое било време животот може да се сврти преку ноќ. Секој е ранлив. Ова прави да се чувствувам како да правам нешто за човештвото. А тоа се сведува на правење нешто за твоите деца, за твоето семејство. Оваа куќа е мала, може да згрижи 8 во исто време. Директорката Деби Шор вели дека потребата е многу поголема, но ова е добар почеток за посочување на проблемот и нудење еден од начините за негово решавање.
Фактот што економијата е во криза го прави користењето купони за попусти разбирливо. Но ова не е тренд во САД од последниве години. Трае 125 години. Како што ќе видиме во следниот прилог, тоа што го одржало купувањето со купони не е само атрактивноста на штедењето, туку и прилагодувањето на купоните на животот во ерата на интернет. Лора Хардерс редовно во петоците се снабдува со се што и треба за неделата. Не само со пари во джебот. Таа почнала да користи купони пред 6 години кога била бремена со првото бебе. Планот бил да ја напушти работата кога ќе се породи, но тоа значело и дека треба повеќе да штеди. Таа вели, купоните и помагаат сметката да ја преполови. На овој ден заштедила уште повеќе. Пред попустот да се земе предвид и пред купоните, сумата беше $80. По пресметката излезе дека треба да платам $20. Купоните доаѓаат од различни места. Некои ги сечам од весник, но многу се и на интернет. Не користат сите купони. Еве што вели Маријам Синди. Мислам дека одзема многу време. Освен тоа, заборавам дека ги имам и ги наоѓам кога им поминал рокот. Првите купони се појавиле во Атланта, Џорџија во 1887. Ги внел човек што сакал да ги натера потрошувачите да пробаат нов пијалок, Кока-кола. 125 години подоцна купоните се уште се во употреба. Единственото што е променето е начинот на кој се издаваат, вели Фарис Каплан, консултант по маркетинг. Младите ги прифаќаат зашто директно доаѓаат до нивните мобилни телефони и можат во електронска форма и да ги користат. Купоните очигледно се тука за да останат. Интернетот само го продолжи векот на овој тренд. Додека Лондон се подготвува да биде домакин на Олимписките игри, грците велат дека имаат совет за домакинот. Гламурот ќе помине, долгот останува. Гледајте повеќе утре во Newsflash. Олимпијадата во 2004-та придонела за кризата во Грција. Гледајте во утрешен Newsflash. Се за денеска. Јас сум Лилица Китановска, вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка. А се што не влезе во оваа емисија ќе го најдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com. До гледање.